Колку се 50 евра? Им ведев на моите керки дека ќе им направам визит картички. Тогаш имаа по 9 и 6 години. Мислев дека ќе биде добра идеја да им ги даваат на другарчињата, но истовремено на тој начин да научат што е идентитет и што значи да имаш цели. Правиме такви работи. Едната сакаше да пишува наставник по физичко, спортист. Другата наставник по физичко, истражувач. Едната сакаше картичките да бидат црни, другата светло-зелени. Тоа им беа омилените бои. Ми се јави од печатницата да ми кажат дека картичките се готови. Морав сам да отидам за да ги земам. Беа совршени. Токму такви како што ги замислуваа девојчињата. Потоа го извадив паричникот за да платам. Ми кажаа дека сум им платил капар од 100 евра. Добро се сеќавам дека им платив 50. Прво помислив да молчам. 50 евра не се малку пари, но потоа подразмислив. Премногу сум вложил во себе за да се продадам за 50 евра. Ви дадов 50, не 100, настојував. Таа провери и потврди. Не го скри изненадувањето на мојата искреност. Ми заблагодари. Дали имам 50 евра за фрлање? Не. Но ниту ги фрлив, ниту пак залудно ги потрошив. Ги вложив парите во себе. Во мојата лична касичка. Касичката што не се гледа. Таа касичка е најважна од сите касички, бидејќи таа е вашиот идентитет и најскапоценета работа што ја поседувате. Вашиот идентитет е тоа што мислите дека сте. Човекот кој ќе станете, секогаш ќе го следи во чекор човекот што мислите дека сте. Ме разбирате, нели? Исто е како вашата сенка. Никогаш не ќе можете да ги надминете вашиот идентитет. Одлично е да се чувствувате големо, што и да значи тоа големо според вас. Сите пари на светот не може да го купат тоа чувство. Тоа е чувството што ќе ви овозможи да ги остварите вашите најлуди соништа. Тоа е експресниот воз без попатни станици. Кога излегов од печатницата како да лебдев во облаци, бев свој, човекот кој никогаш не може никој да го купи. Колку се 50 евра споредено со вашата лична вредност? Сите пари на светот.